Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес е празникот Благоец, односно Благовештение. Па нека таква блага вест биде кај сите нас низ целата година, почитувани сонародници, а посебно најубавата вест нека биде за Македонија. Токму и вечерашнава наша програма да ја отпочнеме со еден музички поздрав за вас. Proleda razbije, cvetnici da minat majko, Velikden da dojde. Cvetnici da minat majko, Velikden da dojde. Of, of, lele, lele, narod da se zvere, i staro i mlado, po crkva da veze. Of, of, lele, lele, naroda se zvere, oroda zaigra, pesna da zapeja. Daš opečavanirat, mojte mili braća. Majka tako da si vidat, radost da podela. Svoja mila rodna zemlja, malku da prošeta. Of, of, lele, lele, naroda se zvere, staro i mlado, po crkva da veze. Of, of, lele, lele, naroda se zvere, oroda zaigra, pesna da zapeja. Of, lele, lele, naroda se zvere, i staro i mlado, po crkva da veze. Of, of, lele, lele, naroda se zvere, oroda zaigra, pesna da zapeja. По повод денешниот празник Благоец, односно Благовештение, кој е секогаш на 7 април, токму вечерва ќе се задржиме со еден краток прилог околу самиот празник.
На овој ден Гаврил се јавил во архангелска светлина и рекол на Марија дека е одредена од Бога да го роди Спасителот. Во чест на таа блага вест што ангелот ја пренесол на Света Дева Марија, црквата го востановила празникот Свето Благовештение, што се празнува точно 9 месеци пред Божик. Легендата вели дека еднаш, кога покрај прозорецот Света Дева Марија го читала Светото писмо во книгата на пророкот Исаија, прочитала дека девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Возбудено помислила дека кога би знаела која е таа девојка, би служила до крајот на животот. Во тој момент до неа долетал ангелот Гаврил, кој соопштил дека таа е девојката одредена од Бога што ќе го роди Спасителот. Радувај се, благодетна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го крстиш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот од неговиот татко Давида и ќе царува над домот Јаковов секогаш и царството негово нема да има крај. Поради тоа Благоец е благ ден. Тогаш се верува дека и раната не боли. Со Благоец е поврзано и доаѓањето на птиците преселници, штркот, ластовицата, кукавицата, пупунецот и други. Се верува дека тие ќе дојдат на овој ден, дури и да врне снег. Исто така се верува дека ако наутро, гладен како што се вели на гладно срце, слушнеш некоја од овие птици, ќе те разбие и не ќе имаш напредок во годината. Затоа луѓето веднаш по станувањето каснувале барем еден залак леб. На Благоец саделе тикви, зашто верувале дека тиквите садени на овој ден ќе бидат многу благи. Во некои краишта овој ден се поврзува со излегувањето на змиите од дупките, при што се верува дека змиите никогаш не касаат на Благоец. Во Радовишко пак, ако луѓето ја чуеле кукавицата откако нешто ќе каснеле, сметале дека тие ја пребиле, па 3 пати ќе и викнеле «Чух, пребухте». Во Дебрца, ако некого го разбила кукавицата на Благоец, тој враќал на Ѓурѓовден, кога ќе излезел пред сонце над селото и 3 пати ќе викнел «Куку, куку, кукајце, кукајце, ти мене ме разби, сега јас те разбив». Во Тетовско пак, на овој ден, на девојчињата им се дупнуваат ушите и се ставаат првите обетки. Според верување, со ова се намалува болката, тоест таа е блага. Нашиот велгоштанец, односно охриѓанец, Кузман Шапкарев забележил дека во Охрид на Благоец саделе тикви, зашто верувале дека тиквите садени на овој ден ќе бидат многу благи, додека пак охриѓанецот Ефтим Спространов забележал дека во Охрид се сметало за греота ако човек не касне риба на тој ден, макар да излижат некоја коска, ама да се облажат со рибино. Воопшто, иако овој празник се наоѓа на крајот од великденските пости, на овој ден е дозволено и препорачливо да се јаде рибино месо. Некаде тоа се правило за здравје, а на други места сиромашните купувале риба за да си дозволат богата трпеза на овој ден. Во Виница на овој ден традиционално се одржува фестивалот на медот. Ете, тоа беше прилогот за денешниот празник Благоец, па нека ни е напомош. А сега да се свртиме кон нашите најмлади слушатели. Драги дечиња, добро вечер. Еве, повторно е со вас тетка Драгица. Овој пат повторно се јавува со басна која е поучлива за сите вас. Па да ја чуеме. Си бил еден шумар. Живеел во планина и се грижал за шумските дрвја. Внимавал никој да не им наштети. Но шумарот многу ги сакал и шумските животни. Бил добар со нив и му оставал храна во близина на нивните живеалишта. Им помагал да ги пораснат и нивните малечки. Еден ден, кај него дошла една мечка. Вистинска, голема мечка. Шумарот ја погледнал и веднаш знаел дека нешто не е во ред. Зашто мечката имала солзи во очите и рикала со изнемоштен глас.
Едната нога ја кревала, па ја спуштала, ја оближувала, па пак ја кревала. На шумарот му станало јасно дека мечката му кажува дека ја боли ногата и дека го моли да ја помогне. Се приближил шумарот до мечката и имал што да види. Голем трн ѕиркал од ногата на мечката. Шумарот не чекал мечката уште да го моли. За час го извадил трнот и на мечката и поминала ногата. Рикнала од радост и уште еднаш рикнала, за да му се заблагодари на шумарот. А тој и рекол: Мечко, остани да спиеш кај мене, болката те истоштила. Немаш сила да се вратиш дома. Ке ти постелам и спи во мојава куќарка, па утре оди си. Мечката, без да размислува многу, ја прифатила поканата. Легнале во единствената собичка во која шумарот и јадел, и спил, и чекал гости. Сабајлето, само што ги отворил очите, шумарот и рекол на мечката: Оф, мори Мецо, не знам ти како спиеше, ама јас немав мирен сон. Се будев од твоето рчење, но уште поголем проблем ми беше твојот здив. Многу ти смрди здивот, многу. Мечката го погледнала шумарот и му рекла: Шумару, кажа што кажа. Сега земи ја секирана и удри ме силно по главата. Не се чуди, арно слушна. Удри ме со секирана по глава, инаку ќе те изедам. Шумарот, видел не видел, го сторил тоа што му рекла мечката. Ја удрил со секирата и направил голема рана на главата. Мечката глас не пуштила и без збор да каже, заминала од куќарката на шумарот. Поминале цели 3 години. Еден ден, шетајки низ шумата, шумарот ја сретнал мечката. Учтиво ја поздравил, а таа му рекла: Шумару, ај погледни ми ја главата, види дали има некаква трага од секирата. Шумарот погледнал, убаво погледнал, но од ударот со секирата немало ни трага. Мечко ништо не се познава, баш ништо, и рекол шумарот на мечката, а таа му одговорила: Ете, гледаш ли, пријателе, секирата не остави трага, но тоа што ми го рече, дека ми смрди здивот, тоа уште го помнам и никогаш нема да ти го заборавам. Туку ај тргни ми се од пред очи, да не се изнервирам, па во еден залак да те изедам. Мечката силно рикнала, а шумарот, нога пред нога, си го фатил патот. Јазикот е постар од сабијата. Јазикот прави добро, но прави лошо. Полека, не избрзувај. Изброј до 10, па кажи. Верувам дека ви се бендиса пасната, но сега што треба да направите? Ако имате дедо и баба, да ги гушнете, да ги бакнете, ако не, заедно со вашите родители и да им кажете добра ноќ, тато и мама. Добра ноќ, драги дечиња.
некој штом се ближи, дома ни е весело. Музика гласна се слуша од нашето радио. Мама, тато на глас пеат, дада вешто танцува. А јас гледам дали можам осе да ги надминам. Забава јас дома имам, пееме, лудуваме. Секој празник кај нас дома, така си го славиме. Забава јас дома имам, пееме, лудуваме. Секој празник кај нас дома, така си го славиме. Празник некој штом се ближи, дома ни е весело. Музика гласна се слуша од нашето радио. Мама, тато на глас пеат, дада вешто танцува. А јас гледам дали можам осе да ги надминам. Забава јас дома имам, пееме, лудуваме. Секој празник кај нас дома, така си го славиме. Забава јас дома имам, пееме, лудуваме. Секој празник кај нас дома, така си го славиме. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Нашиот македонски радиокараван на Глас од Македонија се уште е гостин во градот Струга, па продолжуваме околу важностите на самиот град Струга.
Во почетокот на 17 век се засилило грчкото влијание во Струга и Струшко. Грцизмот навлегувал тогаш од јужните дијазеци на Охридската архиепископија. Дотогаш градот кај Црн Дрим ја беше запазил македонската богослужба, а и надписите на фреските и на иконите биле точно на македонски јазик или како што го викаат со кирилски букви или старословенски. Струшките свештеници калуѓери препишувале неуморно и со голема љубов ракописни книги на македонски. Како доказ за тоа може да се земи фактот дека во Струга е најден македонски превод на службата на Климент Охридски во препис од српска редакција во 15 век. Соживеана со оваа така наречена словенска традиција, наречена од Западот словенска традиција, во црквите и во ќелините училишта приклучени кон храмовите, Струга пројавила необично жилав отпор против грцизмот и се стремела со сета сила да го спречи неговото навлегување во низината средина. Но грцизмот воопшто не отстапувал. Од соседниот Охрид започнува да се шири кон Струга истовремено со сличното штетно влијание што доаѓало од денешна Албанија, а тогашна Македонија, исто така загрозена од новата политика на патриаршијата во Цариград. Во 17 век живнала католичката пропаганда во Охридско и во Струшко. Таа и порано действувала во Македонија, главно од политички причини. Од време на време опаѓала и воопшто не се чувствувала. Во 1651 година папата го именува за католички архиепископ или надбископ Андреј Богдани, но тој не дошол во Македонија во Охрид од страв да не биде убиен од православните христијани. Меѓутоа, внатрешната македонска револуционерна организација во Струга и Струшко развила многу поголема и посестрана дејност по пристигнувањето на охриѓанецот Христо Узунов и Никола Русински во Охридско и Струшко. Двајцата способни револуционери централисти имале сосем јасни концепции за тоа како треба да се одвива натамошното оспособување на македонскиот народ за вооружена борба против многувековниот поробувач. Тие вовеле тактика поразновидна од таа што дотогаш се употребувала и наложиле револуционерните чети да се движат само ноќе, уништувајќи ги трагите зад себе. Освен тоа, со строга наредба, четите биле задолжени воената обука да ја спроведат во недостапни планински местности, да одбегнуваат борби што би им ги наметнале турските аскери со цел да се запази живата сила на ВМРО за решавачката битка. При топло време четите ноќевале надвор од населби, а ако се сместеле во некој село, тогаш селаните биле должни да постават своји стражи. И градските и селските комити примале нови членови во борбените редови на револуционерната организација. Целата околија била покриена со мрежата на ВМРО. Секој село, дури најмалото, имало свој селски комитет што го составувале началник, секретар, благајник, селски војвода и 2 до 3 члена. Селските комитети покрај тоа располагале со своји корири и стражари, односно чувари, за обезбедување на населбата од непредвидена опасност. Оние кои не се наоѓале во четите, а имале оружје, биле вклучени во народната милиција што влегувала во дејство само при потреба. Македонските селани не оделе повеќе по турските судови. Комитетите и војводите ја презеле судската функција. Комитетите на ВМРО исто така го забрзале вооружувањето, наредиле штедење при свадби и при други слични обичаи, забраниле девојките и жените да носат скапоцен накид, наложиле зголемување на земјоделското и на сточарското производство за производителите да можат да дојдат и до пари и до резервни количества на прехранбени производи неопходни за герилско војување. Комитетите на ВМРО во Струшко и во Охридско влегле во борба против сите видови суверија, мајги, баења, јасновидости и слично. Организацијата со помош на учителите и на други попросветни луѓе ги присилила македонците постепено да свикнуваат и со похигиенски начин на живење, а и да бараат лекарска помош при болест, наместо да одат кај надри лекари, што се збогатувале за сметка на непросветените. ВМРО ја забранила нивната дејност и ги прогонувала.
ВМРО во Струшко развива низа морални одлики меѓу своето членство, а преку него среди целиот народ во областа. Од етничките вредности што ВМРО ги всадувала и ги одгледувала, врвно место заземала борбата против омразата кон сите турци воопшто и пазењето најстрог сексуален морал во четите и по селата. За прекршителите на последното била предвидена смртна казна. Тогаш биле дадени и нападствија како да им се парира на предавниците и на експлоататорите на трудбениците. Позитивните резултати биле видливи во секојдневниот живот. Четите ги чистеле разбойниците, ги изчистувале, населението здивнало од нивниот терор. Иако ВМРО водила борба и против суровата феудална експлоатација на македонските селани, Струшкиот комитет спроведувал и една поинаква практика во однос на чифлизите во Струшко. Револуционерите и револуционерните чети ги штителе чифлигарите од самоволијата на нивните господари, но исто така и чифлик сајбиите од разбойничките ограбувања. Заради тоа, чифлик сајбиите, тогаш албанци и турци, бесплатно ги снабдувале четите со храна. По пристигнувањето на Русински пак во Охридско, Охридската револуционерна околија била поделена заради полесно функционирање на 10 револуционерни реони со главен центар во Охрид, а со седиште на подцентар во Струга. Според таа поделба на струшката територија биле создадени следните револуционерни реони. 9-ти револуционерен реон Струшки со псевдоним Дримкол, а со центар во село Вевчани, и 10-ти револуционерен реон Малесија, од десниот брег на реката Црндрим, а со центар во селото Присовјани. Настапува и 1903 година. Револуционерните дејности во Струшко не стивнуваат. Комитетите на ВМРО ги ползуваат зимските месеци на понепосредна работа со членството и со целото население, но и турските власти не седат мирно. Полицијата испраќа на секаде своји агенти, прибира податоци и им ги доставува на Струшкиот мудур, за да може да преземе соодветна акција против ВМРО. На 19 јануари 1903 година мудурот од Струга го напуштил своето седиште на чело на воен одред од околу 40 аскери и го посетил селото Радожда за да најде комити. Аскерите извршиле детален претрес по куќите, но не нашле ништо сомнително. Во текот на првите месеци на 1903 година се заредиле низа важни настани, што на соодветен начин се одразиле и во Струшко. Се одржал фамозниот Солунски конгрес на ВМРО, свикан од внатрешни врховисти, односно бугарофили и пројавени предавници на македонскиот народ. Потоа се одржува и Смилевскиот конгрес, на кој охридските делегати, што го представувале и Струшко, се искажале против објавувањето на востанието заради положбата на теренот. Сепак одлуката паднала. Конгресот го определил охриѓанецот Христо Узунов за началник на револуционерните чети во Охридско и Струшко. Веднаш по враќањето Смилевскиот конгрес, тој се зафаќа со забрзано подготвување на реонот за активно учество во вооруженото востание. Комитетите продолжиле да купуваат оружје и по планините создале илегални складишта и засолништа. На 14 мај 1903 година до Охридското и Струшкото раководство пристигнува окружното на главниот штаб на востаничките сили, раководен од смилевчанецот Даме Груев. Тоа окружно препорачува корирските врски од Струга до главниот штаб да бидат воспоставувани преку Ресенско или преку Демирхисарско. Од истиот месец забрзано се полнат патрони за четите во куќата на Дудуловци во Струга. Таа илегална леарница полнела просечно при нормални услови по 2000 патрони дневно. Во исто време Струшкиот комитет на ВМРО ги активирал поопитните женски групи, од кои 6 биле посебно активни. Со нив раководеле десетарките Доля Бамбалова, Фана Бендова, Мара Китанова, Мара Мечкарова и Пара Спасова.
Неколку недели пред Илинденското восстание, Струшкиот комитет на ВМРО ја задолжил мощната активна членка Василка Јакимова Матова за да го извезе според дадениот нацрт знамето на Струшкиот револуционерен реон. Бидејќи за изработка на револуционерните знамиња немало единствена директива со единствен нацрт, Стружани го изработиле своето борбено знаме на следен начин. Од едната, главната страна, тука лева страна била извезена девојка со знаме во рацете алегорија на Македонија и со надпис на тоа знаме Слобода или смрт. Десно од девојката имало исправен мал лав. Девојката газела врз предмети што ги означувале поразите на Османлиското царство. На другата, односно десна страна, бил прикажан голем лав со крената опашка, како гази врз турското знаме со верските символи, полумесечина и звезда. Везот од двете страни бил врз црвена свила. Знамето стоело прицврстено на долга дрвена мазна рачка. Интересно е дека ресите од црвена свила и од златна срма не виселе од сите три слободни рабови на знамето, туку само одстрана и оздола. Горниот раб на знамето бил слободен, а на врвот од рачката имало китка како за насвадба. Месец јули пак 1903 година бил исполнет со најразлични забрзани дејности на градските комитети на ВМРО во Охрид и во Струга. Струшкиот комитет често среќавал големи тешкоти заради етничката структура на населението, а и заради близината на денешна Албанија, односно на гегите. Иако времето имала голем број симпатизери ВМРО, соработници и членови меѓу тогашните така наречени албанци, односно геги, сепак Струшкото револуционерно раководство не знаело како ќе реагираат тие така наречени албанци, односно геги од нивната матична земја, доколку реакционерните кругови би успеале да ги убедат дека борбата на македонците е антимуслиманска, каква таа ниту била, ниту ти можела да биде. Друг нерешен проблем бил начинот на водење на борбата по објавување на восстанието и по Смилевскиот конгрес. Струшкото раководство се двоумело во однос на тактиката и стратегијата на борбата поради веќе посочените причини. Сосем слични тешкоти имало во Охридско, па сепак подготовките продолжиле со забрзано темпо. Охридскиот револуционерен реон бил поделен на 5 подреони, од кои 2 во Струшко, Струшки и Дебарски Дримкол, западно од реката Црндрим, со одговорни војводи Лука Грубчев и Марко Павлов, и Малесија на источниот брег на Црндрим со одговорен војвода Тасе Христов. Ете тоа беше повторен друг дел околу градот Струга. Продолжуваме идната недела со овој град Струга. No ja nosa vešno
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија.
Последните минути од вечерашнава наша емисија да ги искористиме со песна од мојата поезија. Ако морето Егиско ги чека Кирила и Методија и со Димитри Солунски да го заштитат тоа македонско парче, да го освестат тој народ македонски, а Пирин го попречи патот на злите духови за да не можат да допрат таму, одмала пак Преспа нека излезе преспана и како горска самовила ги занесе сите, за да полесно дојде во Охрид и во сараите на Самоила нека ги повика Климента и Наума. Сите заедно нека ја запеат молитвата за доброто на Македонија. Нека запеат со нивниот ангелски глас, со молитвата на правдата, молитва за воскресната Македонија. Август осветен се роди пред Илинден, среде Скопје храм македонски на свети Климент Охридски. Среде Скопје храм македонски на свети Климент Охридски. Запете сите ангели, загрнете стари камани, спирајте се македонци, бидете благословени. Тешки мина, срцата ни ги кинеа, кога наша црква газеа, звезди од небо паѓа. Кога наша црква газеа, звезди од небо паѓа. Запејте сите ангели, загрнете стари камани, спирајте се македонци, бидете благословени. Вечни времиња, гордост на Македонија, признале некој или не, со тебе, мајко, постоиме. Признале
со тебе, мајко, познои ме. Запејте сите ангели, загрмете цари камани, спирајте се, македонци, бидете благословени. Запејте сите ангели, загрмете цари камани, спирајте се, македонци, бидете благословени. Благословени. Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.